странските служби? Јас мислам дека не би се задржал на тоа како се чувствувале членките на Унијата на жени, тоа е нивна работа. Мислам дека тие сигурно имаат многу за што да размислуваат денеска. Јас повеќе би се задржал на тоа дека ова беше уште еден типичен газиместански говор на Никола Груевски. И тој пред секоја изборна кампања во принцип се обидува да постави еден таков мајлстон, што би се рекло, односно еден темелник од кој што натаму се базира нивниот вординг во кампањата. И во тој дел, тој е само консеквентен, да речем, на неговиот формален пристап кон пржина. Значи, тој пржинскиот договор сигурно го почитува како хартија и гледаме од сето она што се прави во изминатиот период. Таму имате едно статистичко почитување на одредбите, со тоа што ако може да се украде некој ден, некоја недела, некој месец, многу добро му доаѓа. И затоа мислам, и тоа сум го кажал и во многу контакти со странски представници овде, дека формално Груевски ќе биде последниот што ќе се откаже од пржинскиот договор. А искрено речено мислам дека на сите страни во еден период ќе им биде потребно да ретерираат или да ајде да кажам да го стават на разгледување одреден дел од самиот договор и тоа ќе го видиме во секој чекор во изминатите неколку месеци. Особено што договорот во себе има основната фалинка, тоа е бидејќи е заснуван на датумот за избори, па после се е друго. Но суштински обструкциите на договорот мислам дека ќе бидат обструкции од страна на ВМРО ДПМН до крај. Впрочем во тоа сметам дека Груевски и ВМРО ДПМН имаат една, да ја кажеме, формално земено предност. Таа предност има што во анализите, значи кај нив е интересот да тој се исполни формално, да штиклираме. Се избрало специјално јавно обвинителство, штиклирај. Се избрало, не знам, ДИК, штиклирај. Тоа што е имало за доцнување. И тоа што се спречува функционирањето на институциите, тоа е нешто што е, така да кажеме, за нив небитно. Од друга страна, тоа ја поларизира целокупната сцена, а да потсетам дека комоцијата на Груевски е доста заснована и на пристапот на другите двајца подписници, значи исклучувајќи го СДСМ, на другите двајца подписници, ДУИ и ДПА. Ќе ве потсетам дека од ДПА беше првата проценка дека од договорот од пржина ќе се исполни само датумот за избори и нели целиот оној пристап, односно целото на фемкање околу исполнувањето на обврските внатре од страна, така да кажеме, една логистичка поддршка на коалиционите партнери на ВМРО ДПМН. Затоа, значи, да констатирам уште еднаш, станува збор за газиместански говор кој треба да ги постави трендовите на кампањата која што Груевски ќе ја води и таа е кампања која што ќе биде заснована на многу емоции, или тој ќе се обиде да ја води на многу емоции, затоа што тој успеа во една основна цел, а тоа мислам дека ја постигна со самото трансформирање и постигнување на пржинскиот договор. Извинете што може би влегувам во следно прашање, но само да напоменам. Мислам дека тој сакаше да постигне неколку цели и во тоа делумно успеа. Првото беше да една политичка криза ја трансформира во безбедност на сокумановските настани, а потоа со потпишувањето на тој формат на пржинскиот договор, една безбедносна криза да ја трансформира на крајот во меѓупартиска битка, особено помеѓу два блока, значи ВМРО ДПМН и СДСМ. Ефектите од тоа ги гледаме сега. Ние имаме договор кој што секој се прашува дали всушност постои. Особено по последната одлука, меѓутоа тоа ќе го дискутираме да им дадеме тука би застанал, тука би застанал затоа што мислам дека ќе има за многу. Кои навистина пројавија интерес и беа предизвикани од имињата и презимињата на нашите вечерашни гости. Првото прашање го поставува Ивана Туфегич. Ивана, повеќе. Добро вечер, благодарам. Се слуша. Прашањето кое што сакам да го поставам се однесува до сите тројца, односно прашањето се однесува на изборниот модел, со оглед на тоа дека вие тројца сте лидери на условно речено помали политички партии, во смисла на колку се дели од колачот во пратеници во парламентот. Зошто повеќе не инсистиравте на промена на изборниот модел со оглед на тоа дека на вам како помали политички партии тој модел не само што не ви одговара, туку тој модел е многу понеправичен во смисла на одлевањето на гласови во распределбата на пратеничките мандати во парламентот. Благодарам. Ивана, вие мислите дека ако инсистираа повеќе можеби нешто ќе се променеше, бидејќи сепак не... Па, мислам дека ако се обидеа повеќе да инсистираат, особено кај меѓународниот фактор кој што
посредуваше во целиот тој процес, веројатно ќе успеа да бидат вметнати во целиот преговарачки процес, со оглед на тоа дека и ја поддржавте, ако не се лажам, сите три политички партии идејата на лидерот на опозицијата за една изборна единица, која понатаму некако исчезна во ветерот со преговарачкиот процес. Не верувам дека ќе се согласат нашите гости дека тоа беше идеја на лидерот на опозицијата. Тие се нели подосна кажаа дека не би имале против нешто такво, меѓутоа навистина дали направивте според вас се што можете да ги објасните придобивките кои што би ги добило воопштество со тие отворени листи и со поинаков изборен модел? Јоргиевски. Ова Желопојки, јас ви благодарам на прашањето. Ќе сакам да појаснам неколку работи. Имате многу суштинско прашање, бидејќи изборниот модел во Македонија е извор на кризата. Изборниот модел произведува големи коалиции во кои доминира една голема партија и останатите се сателити. Впрочем, зошто за нас пристапот уште од платформата што ја донесовме во 2014, имавме три решенија кои што требаше да бидат излез од кризава. Концентрациона влада, што треба меѓу другото да го промени изборниот модел и не само да го прочисти избирачкиот список, туку да спроведе попис. Значи едно прашање што изборниот модел не го решава во Македонија е вистинското представување на граѓаните согласно сите нивни граѓански и колективни права. Поправичен модел од една изборна единица, наш предлог беше со долен праг 3%, нема. Но еве да поставете се сега и од аспекта меѓународна заедница. Викнати сте овде, 4 поглавици си играат овде голема игра, се караат нешто и одеднаш сега вие треба да решавате политичка, безбедносна криза, тие ве викаат, ама во исто време викаат ако може да не доаѓате многу, да не ни се мешате. Пржинскиот договор веројатно постави, ова го имам кажано исто така и пред представници на дипломатскиот корпус, затоа можем да го споделам и со вас. Стави еден договор од под маса, го извади и го стави на маса. Не можем да кажем премногу успешно, но да дадеме шанса да видиме што може да се направи плюс. Зошто зборувавме и концентрацијоната влада? Па вие денес имате политичка влада која е еден вид на хибрид. Натаму, 6 изборни единици се производ како изборен модел во 2002 е воведен заради создавањето токму на големи изборни коалиции, заради спроведување на крупни зафати кои произлегуваа од рамковниот договор и неговата имплементација. Денеска Македонија е помалку демократска, помалку функционална, токму заради тоа што таквиот изборен модел на големи партии и коалиции всушност го стимулира клиентелизмот. А тој клиентелизам денеска е се присутен. Не само во политиката со меници и слично, туку е присутен во економијата, каде државата ви е најголемиот нарачател на добри услуги, каде што буџетот практично ги контролира сите финансиски текови, каде што приватна иницијатива во мал пазар не можете многу да остварите. Но еве се да се изборуваме исто така отворено. Освен жалопојките, ние можеме да пристапиме кон нешто друго. А тоа е принципијално држање до ваквите барања, кои што во 2009, значи токму благодарение на НДА ги имаме јавно кажано и кои би биле пречка и за во соработка со одредени политички партии, кои големи, кои не сакале да слушнат за отворени листи, кои не затоа што така го контролира составот на листата, кои не сакале да чујат за една изборна единица затоа што тоа е начинот за пазар не само меѓу две поголеми партии, туку и за меѓу етнички, така да го наречеме пазар. И тоа е она што всушност граѓанското општество во Македонија го уништува, ја деперсонализира политиката, односно ги деперсонализира политичките чинители, бидејќи имате извршители во собрание кои што го стискаат копчето. А на тој начин демократијата е дерогирана 10 години и повеќе од тоа. Сега, оваа криза има една само позитивност, што на површина ги вади сите дисфункционалности на Македонија како држава. И од тие причини, кога зборувавме и за нашата потреба, значи како либерална партија имаме објавена платформа во која стои се. И сега немам потреба да ги да навлегувам во детали за да имаме време токму за ваков тип на прашања и токму за клучните прашања. Но ако ние имаме потреба од промена на политичкиот изборниот модел, ние мораме да бидеме подготвени дека треба да ги оспособиме и институциите како да ги вршат неопходните задачи, она за што постојат. Сега, за каков тип на институции ние денеска можеме да зборуваме, кога де факто транзициониот период, кој е првиот заклучок што треба да произлезе од Пржинскиот договор, овдека е изменаџиран, издемфуван, обландиран ако сакате, со тековната пржинска влада.
Тоа е невозможно да го направите, заради тоа што нема од една страна политички капацитет, од друга страна политичка желба. Сега се помалку нели има и време, па сите грицкаме ногти дали пржинскиот договор ќе се спроведе, дали ќе се направи регулација на медиуми, какво ќе биде прочистувањето на избирачкиот список. Ние како држава го промашивме транзициониот период кој што беше неопходно да се оствари, но не во договорот четворица, туку токму со имплементирање на забелешките и со внесување на граѓанскиот сектор. Јас лично ќе бев многу посреќен доколку видев министри експерти во владата, предложени од политички партии. Тоа е неопходно. Дали можеби политички ликови, но тие требаше да имаат политичка поддршка, јасно декларирана во собранието, некој да преземе одговорност за промена, не само да бара одговорност од другиот. И во исто време имавме неопходност да дојдеме до тоа како да не ни се повтори кризата. Овој изборен модел, клиентелизмот во политиката и економијата, ќе ги затегнува и меѓуетничките и општествените односи. На крајот ќе биде извор на нова криза, која ќе биде и потешка. Денеска имаме еден влог на меѓународната заедница повторно да гаси пожар. Ама ние имаме доста пиромански политичари во Македонија и не знам колку тоа ќе успее. Ќе бидеме малку Иван, што очекувате вие од посетата на Хан, например, сега која што се... Јас прво се надевам дека нема да бидам вака краток, туку дека ќе бидам опростен. Втора работа, мислам дека не треба да глумиме наивност. Прво, тоа го кажувам неколку пати, прво би сакал да потсетам дека ние, граѓаните на Република Македонија, не го баравме пржинскиот договор. Пржинскиот договор е барање на 4 партии. И тој е најден како форма во која што меѓународната заедница влегува, гарантира, средува нешто, онака како што бараат политичките актери. Втор дел, бидејќи денеска немаме присутно тука, значи учесник од СДСМ, јас не би сакал да натаму да ги наведувам критики, тоа што тоа го правам кога имам соговорник од таа партија. Зошто сметам дека прочистувањето на избирачкиот список треба да го адресираме на институциите. Целта на пржинскиот договор, која прифатија 4 потписници, беше кризата да се решава институционално. Тоа значи дека вие сега институционалниот капацитет мора да го ставите на тест и мора да се исполни еднаш за промена. Потсетувам дека таа меѓународна заедница која ние гледаме како некој баук. Во принцип, значи кога зборуваме и Хан го споменавте. Јас лично не верувам дека Хан овде доаѓа со собствена агенда. Тој реферира некаде, нели, во Европската комисија. Нивните ставови, да речеме, овдека се, ако забележувате, и адаптирани и од страна на сите оние европратеници кои ќе дојдат. Еден ќе даде една изјава, друг ќе даде друга, малку поинаква изјава, но на крајот сумираното од Хан оди како финален став. Потсетувам дека во Западниот Балкан практично во тек се проекти. И ние имаме прашања кои што не се однесуваат и кои што треба јавно да ги кажеме пред граѓаните, бидејќи нели емисијата е отворено. Па не се единствените проекти или составен дел на тие проекти, има и други прашања. Значи пред нас се и доста горливи прашања, како што се прашањето од нашето меѓународно позиционирање, кое е условено со решавање на одредени спорови. И тоа нема да биде само спорот со Грција, туку ќе бидат отворени сите отворени прашања со соседите, а Македонија, потсетувам, има 5 соседи. Добро, барем со некој од нив ги имаме затворено отворените прашања. Натаму, регионалниот процес, односно пристапот на Европската Унија и на Соединетите Американски држави, ако сакате, во Западниот Балкан се води од потребата на решавање на долгогодишните спорови меѓу сите земји тука, но и од фактот што денеска Европа е изложена на притисокот на бегалската криза. Ама сите се свесни дека точката каде што дел од решението ќе биде постигнато и значаен дел ќе биде токму во овој регион. И Македонија како составен дел од регионот нема зошто да се лажеме, че има значајна позиција во решавањето на тие проблеми. Ако сакаме да зборуваме за решавање на некои од прашањата, јас неколку пати го имам тоа кажано и го имам кажано и во средба со ОПСЕ. Сакате да го решиме проблемот на тоа кој излегол на гласање, што може да елиминира и дел од проблемите на избирачкиот список. Регистрација со отисок на прст, односно гласање со отисок на прст. Не face recognition или некои science fiction, така да ги наречам проекти. Ако вие врзете базата со излегување на гласање, вие имате еден отисок на прст. 4 пати не може да гласат со вашиот отисок, освен ако не го пресечете прстот. А не верувам дека дури и членовите на ВМРО ДПМН за својот пастир тоа би го направиле. Затоа има решение ако се сака да се најдат. Но
да го поставуваме само тоа дека партиите треба да го прочистуваат списокот, нема да се согласам. Да, дел и партиите. Секој од нас, сите партии. Но ако сакаме да бидеме прецизни, ние имаме многу повеќе проблеми само од овој проблем, или само од регулацијата на медиумите, или само од тоа дали специјалниот јавен обвинител ќе има доволно простор, можности да функционира без закани, без да бара телохранители и слично. Проблемот е што сите тие прашања се внатре во едно. И ако е сето тоа така, сите ние мораме да го помогнеме тој институционален капацитет заради тоа што тоа е договорот. И да бидеме спремни, ако било кој од тие аспекти не успее, а договорот е втемелен, подсетувам на датумот за избори, како појдовен момент, тогаш ќе мораме да бидеме подготвени за оно што го зборувавме. Дали модификации на таа концентрациона влада што ја зборевме, дали таа ќе дојде после изборите. Тоа се хипотези кои што денеска многу гласно ги слушаме. И доколку што очекувам од поседата на Хан да не излезе дека не го одговарам тоа прашање, искрено речено мислам дека како и за се до сега ќе се преговара и разговара се со она досегашна драматика и една вечер во 12:30 или во 3:30 наутро ќе разбереме дека одреден договор е постигнат. При тоа ќе имаме вакви движења напред, движења назад, не сакам да лицитирам со датуми, но она во што сум сигурен дека изборите ќе бидат со сите учесници. И дека притисокот на гарантиите на договорот ќе биде насочен во таа насока. Ова го правиме за да збиеме, да слушнеме уште неколку прашања. Повели Снежа. Добро вечер, поздрав до гостите. Јас разбирам дека третата опција сега можеби не е на маса, но прашањето значи се однесува до сите кои мислат дека е начинот да се консолидираат сите како група која што не е во власт и да се изнајде пат до доаѓање до што е можно поголем степен на демократија, затоа што понатаму демократијата ќе биде начин и основа за решавање на сите други проблеми. Значи да не се концентрираат на трета опција, на други, трети ситници, и уствари тука кај нас нема ситници, туку да се некако изнајде начин да се обединат сите што не се во власт, за да може да се дојде до демократија, а понатаму тоа да биде основа за решавање и на другите проблеми. Бранислав? Прашањето се однесува на тројцата гости. Значи, дали ова правото време за предвремени, за предизборни меѓуетнички коалиции со оглед на тоа што нели на сите претходни избори коалициите се формирале по изборите, значи дали ова нормално и дали е право време за вакви коалиции. И меѓуетнички велите коалиции, предизборни меѓуетнички. Значи, едното прашање се однесува на окрупнувањето, ако ве разбрав добро, на помалите партии, таков настап, а другото за предизборни меѓуетнички коалиции. Кој сака нека одговори прв? Сакате да бидеме джентлмени или сакате поредоследно? Велете вие. Добро. На двете прашања би одговорил со да и со да. Не е политички, затоа што во принцип се вели можеби во политиката. Но овие времења бараат да бидеме доста прецизни. Да, потребно е организирање, но тоа организирање секогаш мора да биде засновано на јасна и препознатлива платформа. Кои се целите, што се сака да се постигне во кој рок. Всушност, ние имаме секогаш на располагање на алтернативна варијанта доколку некој процес не успее во овој период. Но мислам дека за неа денеска не треба да трошиме време, затоа што времето ќе покаже дали изборите ќе бидат до летото и после тоа ќе се види всушност кој ќе биде епилогот. Во таа смисла, нема да има решавање на кризата без изборен епилог, а нема да има изборен епилог неопходен доколку не постои партнерство не само на мултиетничка основа, туку е потребно да таа биде во партнерство со граѓаните, односно со граѓански организации, движења и слично. Либералната партија го упати тој повик и тоа не го криеме. При тоа, не е поентата да се крсти блокот, дали ќе биде трет, четврти и слично. Не. Значи, ако реално гледаме, ние денеска имаме еден блок со, така да кажеме, со мали диференцијации. Големата четврка практично покажа нефункционалноста на класичното досегашно организирање.
Тоа не значи дека нема основа за да се променат работите кон подобро. Но од друга страна, потсетувам и на огромниот ризик. Ако се прават само коалиции колку тие да изгледаат така да кажам изборно секси, односно да изгледаат прифатливи за граѓаните, па тоа е нешто мултикулти и така натаму, тука ќе се направи голема грешка. Зошто ова го велам? Затоа што до сега цело време граѓанските организации беа на копче. Стисни, ајде граѓанските организации правиме протести. После тоа не, граѓанските организации нека се тргнат на страна, таа платформа сега тие нека си ја следат, ама во влада ќе се оди, па сега тука да не ги мешаме граѓаните. Да е ова нормален, да беше до овој до сегашен период нормален, значи ние ниту ќе имавме криза, ниту ќе имавме избори во 2014 какви што имавме, ниту ќе имавме пржински договор, туку овде ќе си функционира институциите и диалогот ќе се водеше во нив. Ние под политички диалог што подразбираме? Седење на четворица плюс двајца посредници и тоа да се случува во клубот на пратеници. Тоа значи дека диалогот во Македонија всушност никаде и не постои. Тоа е само процентуално изразен, согласно рамковен договор и постои секогаш биполарност, која ги погазува демократските вредности, односно граѓанските вредности. Таа е биполарност партиска и меѓу ентитети. Всушност, целата оваа криза е производ на долгогодишно погрешно менаџирање на политичкиот дискурс во Македонија. Ама ако сега одиме во многу теории, повторно ќе ја промашиме темата. Нема да можеме да одиме, ќе кажам значи да и да. Сме веќе пред крај. Неопходно е да се прават мултиетнички коалиции, мултипартиски коалиции, ако сакате и коалиции ориентирани кон специфични таргет групи. Извинете што ве подолго. Георгиевски. Значи, Либералната партија првата точка и беше спроведување попис. И тоа не само од тековни политички причини. Туку пред се за да знаеме како да ја проектираме собствената сегашност и иднина. Многу решенија и во устав и во се базирани на попис, на статистика. Но таа е особено потребна за економија. Верувате, гледате вечер, никој не зборуваше за економија. А таа најмногу трпи. Втор дел. Во делот дали е прашањето за името дел од ова. Значи прашањето за името, решавањето на спорот, очигледно и од бомби и од се слушна дека да, и тоа како се било цело време во игра. И немојте да затвараме очи дека тоа прашање ќе се тргне на страна. Всушност, овие избори треба да проектираат кои политички чинители ќе презимаат одговорност. Не велам какво ќе биде решението, туку ќе презимаат одговорност. Затоа што потсетувам, решавањето на спорот е поврзано со нашите интеграции. А на крајот, знаете, токму од западно мислам дека е таа дефиниција дека кризата е секогаш нуди решенија. Сега ќе оваа криза веројатно произведе да се соочиме со дисфункционалностите во општеството, во политичкото живење, во економијата, па и во нашата меѓународна политика. И тука ќе биде потребно да се бараат решенија, односно ќе се бараат луѓе кои групации, политики и слично, кои што ќе бидат подготвени да произведат решение. Начинот на неговата верификација натаму, сега во моментов не гледам смисла да го обсервирам. Георгиевски. Бидејќи со овие последните 2 минути, кои што кажавте, ќе се обидам